Спасение. Врз основа на Библијата, веруваме дека спасението вклучува откупување на целиот човек, дух, душа и тело. Човекот се спасува по милост и вера во завршеното дело на Господ Исус Христос. Спасението не може да се заслужи или да се зачува ни делумно, ниту во целина со некаква човечка доблест и дејствување. Туку тоа се прима со лична вера во Господ Исус Христос. Во Христос сите вистински верници имаат дар на вечен живот, совршена праведност, посинување во Божјото семејство и ослободување од секоја вина. Тоа е сегашната привилегија која е припрема и гаранција за иднината. Во Христос верниците имаат секаква духовна сила која им е потребна за живот и побожност и имаат гаранција дека нема да се соочат со Божјата вечна казна, пеколот. Спасението е достапно на сите, кои со вера ќе го прифатат Господ Исус Христос како нивен спасител. Тој со својата смрт, пролиената крв и славното воскресение извојува вечно откупување за сите што веруваат во Него. Спасението се прима со вера со помош на Светиот Дух. Во најширока смисла, спасението вклучува повик од Господ, оправдување преку вера, раѓање од Бог, посинување, посветување и прославување. Прво, повик од Господ. Бог не остава ниту еден човек во незнаење во однос на спасоносната вистина. Тој не гледа на времето на незнаењето на луѓето. Туку, ги повикува сите луѓе да дојдат кај Него и да бидат спасени. Тој не гледа кој е кој, ниту му е мило некој да загине. Апостол Петар вели, кој не сака никој да загине, туку сите да дојдат до покаяние. Како второ, оправдување по вера. Грешникот што верува се оправдува преку верата. Бог во оправдувањето на грешникот ја засметува Христовата праведност и го прогласува за праведен во Христос, така што во исто време и Бог останува праведен и го оправдува оној кој верува во Исус Христос. Старозаветните верници Бог ги оправдуваше на ист начин како и новозаветните. Христовата жртва за тоа е темел на сите за оправдание. Трето, раѓање од Бог. Раѓањето од Бог е дел од Божјата благодат. Со тој чин, верните стануваат нови созданија во Исус Христос. Тоа е промена на срцето преку дејството на Светиот Дух кој го осведочува грешникот дека е грешник и само врз основа на тоа осведочување се осознава човекот дека е грешник пред Бог. Раѓањето од Бог содржи покаяние на грешникот пред Бог и вера во Исус Христос. Покаянието и верата се неделиви доживување на милоста. Покаянието е вистинско свртување или обраќање од гревот кон Бог. Верата е потполна предаденост и прифаќање на Христос како Господ и Спасител. Четврто, посинување. Заради Исус Христос, верниците се посвоени или посинети и стануваат Божји деца, уживајќи во слободата што им е дадена преку Христос. Преку посинувањето тие се оспособени да му пристапуваат на Бог како негови синови и да бидат учесници во даровите кои се наменети за нив како деца и да имаат слободен пристап кон престолот на благодатта викајќи Ава, Татко. Бог ги сожалува своите деца, ги заштитува и ги снабдува со сите потреби, а понекогаш и ги воспитува со казнени мерки за нивно добро, за да имаат учество во неговата светост. Тој нема да ги отфрли никогаш, бидејќи се запечатени преку Светиот Дух за денот на откупувањето. Посветување.
Посветувањето дозволува Исус Христос да живее во нас и да му дадеме простор, тој да го обликува нашиот живот во согласност со неговата светост. Тој ги повикува неговите деца да бидат свети како што тој е свет. Посветувањето е процес кој трае преку целиот живот, со цел да се преобрази Христос во нив и да бидат што послични на Него. 6. Прославување. Прославувањето е доживување на Божјата спасителна благодат. Верникот му благодари на Бог за своето спасение и постојано го слави Неговото свето име и го очекува Божјото царство, каде што вечно ќе се слави Исус Христос преку нивните усти. Прославувањето е израз на среќна и задоволна душа која преку Светиот Дух ужива со Христос. Нека му е слава на Господ за Неговото прекрасно дело на спасение. Амин.